Инспекции ќе ги ловат дивите сејачи на ориз во Кочанско. Тимови од водостопанство веќе се на терен и ќе проверуваат колку полиња и каде се посеени се ориз, а не се опфатени со планот за наводнување за оваа година. Сејбата на оризот заврши 100% во предвидениот оптимален рок. Моментално сите оние прекршители на незапазување на површините кои што се одбиени од оризова култура, водостопанските инспектори се излезени на терен и вршат санкционирање на сите тие прекршители. Ваквата реакција на водостопанство доаѓа откако на терен се појавија многу кражби на вода и сеидба и на оние делови каде не би требало да ја има. Дека треба одбиено они сеат народ. Кај нас у Ларско исто доле одбиено сеат ориз. Тева дел е одбиен се и сеат ориз, тоа. Ја имам 3 декара таа скрос доле кај Таполите. Таму и одбиено тоа и таму почнаа да сеат. А одбиено исто преку државата. Хаосот на оризовите полиња во Кочанско настана откако поради големата суша и нискиот водостој на браните, наместо планираните 5000 хектари, површините се намалија на 2500. Очекувано, земјоделците кои живеат само од производство на ориз не седеа со скрстени раце, па планот за наводнување си го направија по свое. Сега сите тие се соочуваат со големи казни, па крајот од сезоната можат да завршат и без ориз и без пари. Инаку, според информација од водостопанство, сеидбата на ориз на планираните површини согласно годишниот план за наводнување е целосно завршена.